Почитувани мој, добар ден. Повторно сте со црвена линија и верувам дека повторно ќе бидете дел од неа, односно активно ќе проговориме со сите вас за денешнава тема. А еви зашто ќе зборуваме. Електричните тротинети за изнајмување од неодамна се декор на Скопје. Жителите на главниот град во нив добија алтернативно еколошко превозно средство за брзо и ефикасно пробивање низ градскиот метеж. Изнајмувањето на електрични тротинети не е проект на град Скопје, туку на приватна фирма. Градот нема никакви приходи од рентањето на тротинетите, единствено градски паркинг, јавното предпријатие и наплаќа на фирмата Бин за користење на просторот каде што се поставени паркинзите со тротинетите. Една минута користење е 9 денари. Тротинетот ќе може да се подигне од еден од пунктовите и потоа да се остави било каде. Например, граѓаните откако ќе завршат со работа може да го остават пред нивната зграда или куќа. Навечер тимови на фирмата ќе ги собираат тротинетите и ќе ги враќаат на пунктовите. До тука е добро. Од една страна, не сите ги користат совесно и одговорно. Веќе пристигнуваат и првите фотографии за несовесност и неодговорност. Еден е фрлен во контејнер за ѓубре, втора е со уништена електроника, изваден уредот под дисплеот кој ја покажува брзината и состојбата на батеријата. Фотографирани се и двајца скопјани во близината на трговскиот центар Веро Џамбо со товарен електричен тротинет во багажникот автомобил. Од друга страна се поставуваат прашања за исправноста на тротинетите, нема обезбедено онлайн поддршка на македонски јазик, а се појавија и проблеми со системот за електронска наплата на изнајмувањето. Од трета страна, да се управува електричен тротинет, не треба да има обележани места за возење, велосипедски патеки, да се користи соодветна заштитна опрема, како кацига, а ако се управува ноќно време, треба да се користи жолто елече, што не е случај со возачите на многуте приватни електрични тротинети. Ја имаат ли граѓаните потребната култура и зошто не? Тоа е она што ќе разговараме сега со вас, а имаме и прашање дали има гаранција за исправноста на тротинетите и точноста на наплатата. Сега ако имаме и прашање на Инстаграм, поточно Инстаграм анкета, која што секојдневно е со темата за која што дискутираме, па тука топло препорачувам да не кликнете, заследите на Инстаграм и секако да одговорите на денешното прашање. А еве и како изгледаме на Инстаграм стори. На Инстаграм стори, ако кликнете, секако откако ќе не заследите, ќе ви се појавиме овака како фотографија на која што стои и темата и секако анкетното прашање. Има ли во Скопје услови за овој вид сообраќај? Две опции за одговор, да или не, соодветно на тоа кој е вашиот став, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. А пред да преминеме на дискусија со вас, да го погледнеме и прилогот на Симона Петровска. Речиси на секој чекор во главниот град може да се најдат овие сини тротинети. Ги има околу 500 на број, а служат како превозно средство за брзо и ефикасно пробивање низ градскиот метеж. Стигна од Турција, некој од нив не издржа ни една недела во главниот град, откако се соочија со нашиот примитивен менталитет. Искршени, фрлени во контејнери, украдени, се само дел од фотографиите на овие сини уреди кои требаше да бидат декор на Скопје. Свеста и лошите патишта се само дел од проблемите поради кои граѓаните се скептични дека оваа идеја би траела подолго. Јас не верував уште од самиот почеток дека би функционирале воопшто тука, затоа што овој народ нема свест за таква работа. А дали сметате дека имаме соодветни улици за користење на електрични тротинети воопшто во градот? Добро прашање. Веројатно некои улици се поадекватни за нив, некои не, како што например и за велосипеди, така што и да и не. Па искрено идејата е одлична, пред се сите светски европски градови тоа постои. Кај нас мислам дека прво не е регулиран сообраќајот за да се пуштат во користење воопшто, а понатака нашата свест е тоа дека треба да се оштити се што е јавно, така да не верувам дека би успеала.
Дел од граѓаните на социјалните мрежи се жалат дека софтверот за наплата не функционира и дека од сметките им се извлечени големи суми на пари. Операторот за онлайн поддршка велат комуницира само на англиски и на турски јазик, па од тука решавањето на проблемите оди тешко додека сметката расте. Менаџерот на компанијата Бин за Телма уверува дека проблемот е решен и дека средствата ќе им бидат вратени и апелира на поразумно користење, но и грижа за сините тротинети. Со тие корисници веќе стапив јас лично во контакт и беа позитивно настроени дека на нив средствата веќе им се вратени, но во моментот имале некоја паника, па мислеле дека тоа нема да се стопира, али одма од компанијата им е стопирано и им е вратени се сите средства до тој момент кога е одлогирано. Тарифата за изнајмување на електричен тротинет изнесува 9 денари за минута без данок, а се користи преку апликацијата на мобилниот телефон. Сега сакаме да ве слушнеме секако од агол на тоа колку сме ние со културата подготвени да уживаме во она што е моментална привилегија во градот, тоа е несомнено користењето на електричните тротинети. Еве ги охрабрувам сите вас кои што користите електричен тротинет, колку гледате и улеснување во однос на можноста да се изнајмува електричен тротинет и наеднаш да се реши, или подобро да речам веднаш да се реши проблемот, доколку треба некаде ефикасно и брзо да пристигнете до целта. Како и да е, уште не почнато користењето на електричните тротинети, се забележува навистина несовесно третирање кон истите. Одиме и со првиот гледач. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добар ден. Добар ден. Дали сум во црвена линија? Вие сте во црвена линија, повелете. Сега вака, госпожо. Македонија е мала земја и само си има проблем со saobraćaјот во Скопје, поготово во Скопје. Значи, ја не знам тие висо пенов зашто папа зема. Тебе да се децентрализира и да се направи дислокација од Скопје во натрешноста. Значи, сега вака, стално си имаме проблеми. Значи, треба да се направи измени у законот, да се постави мораториум за давање дозволи за правење згради. Ве молам да се држиме до темата. Не зборуваме за градењето згради, зборуваме за моменталната состојба, односно користењето на тротинетите, односно колку Скопјани имаат култура, нели, да ги користат особено тротинетите кои што на секој чекор ги има веќе низ градот, со цел да улеснат, нели, во движењето на граѓаните, но и еве пример има еден тон како веднаш само неколку дена по можноста за нивно користење најдуваме на оштетени тротинети, фрлени во ѓубре и така натаму. Па колку сме еве културолошки и цивилизацијски подготвени да ги користиме овие тротинети. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве молам намалете го тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка. Да. Вака сега да ви кажам. Добро прашање и одговорот е тука. Значи, дали граѓаните имаат потребна култура? Немаме ние потребна култура, да бидеме реални. Значи, од култура не само не, него ништо. Овие тротинети, џабе луѓе што дале пари да ги донесат тука кај нас, треба да знаат дека ние не почитуваме ништо. Ако почнеме тротинети, гледам тука, јас сум од центарот, прво немаме соодветни улички. Второ, и овие што се со велосипеди што идат. Значи, има означено, кај што има означено, не идат тука. Си идат на другата страна. Исто е и со овие со тротинети што се. Таму кај што нема означено, таму е обично или калдрма или испопукан бетонот и така натаму, така да не само што ги кршат, тоа е едно и најлоша работа кај нас. Ние сме си такви, ако не искршиме што е државно или што е нешто донирано, ете, можеби не е донирано, некој ќе земе дебели пари од ова, меѓутоа, зашто да се искрши? Се услужил, врати кај што треба или остави таму и готово.
Што сакам да кажам? Културата ни е под секој ниво. Од тротинети, од велосипеди, од фрлање ѓубре. Јас само сакам да кажам многу гласно и јасно, Скопјево личи на еден голем кокошарник. Значи, никој не води ред за... Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Секако ќе подсетам за останатите гледачи, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање, но секако дозволено и повторно да се вклучите и да добиете нови 90 секунди. А сега ова го издвоивме од Инстаграм, бидејќи и во соседна Република Србија во Белград, дословце ќе може да слушнете какво искуство има таму, кога на граѓаните, односно на белграѓани, беше возможено да изнемуваат тротинети и да ги користат слободно за своите потреби низ метрополата на Србија. Па еве што беше кажано. Htjeli smo da otvorimo one trotinete u Beogradu prvi. Sve smo dogovorili, kupili nekih 200-300 trotineta, pustili prvi dan u Beogradu, radili cijelo mapiranje grada i imali smo prvi dan problem što su krenuli da nam kradu trotinete i kao ajde sad da krene kamerman i da snima video svakog kog dođemo da uzmemo trotinet. Zvoniš mu na vrata, izlazi kao roditelj i kao pa kao dete, kao nije tu, mi dugme, bam, alarm ima, upališ alarm, krene da pišti u stanu, dete, možda terasa, pa kao iznosi. Ja sam sačuvao da ga neko ne ukrade na ulici. Da, kao ja video na ulici pa ga poneo da neko ne ukrade, i onda nađemo jednog, on iznosi kao foliju za vijence, on ga zavije u foliju. Da ga prodaš. Ne, nego da mu kao nekomu rekao da GPS stopira foliju. Ето, очигледно по овој краток клип од Инстаграм, уште еден доказ дека може би балканскиот менталитет е таков да она што се подарува и она што е колективно добро не се третира совесно и културно. И меѓу другото, дали според вас културата ја имаат граѓаните и може да уживаат во ваквите бенефити кои што ги дава градот, или пак според вас, дали сметате дека има и гаранција за исправноста на тротинетите? Дали веќе сте користиле, сте имале можност да ги користите овие електрични тротинети кои што се на располагање во градот? Добар ден. Здраво. Здраво. Мене ми е други смешно, се го гледам. Да ги кажам наискрено. Пази, тротинет го да изнајмува, тој приватњак сега што би да побои некој приватњак што ги дава овдека кај нас. Така? Нели он ти зема нешто документ, податок од тебе, ти треба ли да дадеш ова како да речеме брзи пари, кеш, меш таму? Ја не можам да го сватам ова сега, значи подаваш податок твој дека ќе го земеш тоа тротинече таму, а тоа тротинече гарант има и локација, локатор некој ваѓа на него, кај да се најде, а воедно ти можеш да го кршиш, да го акаш, да го, ама во клаузулата таму да пише кај што ги изнајмуваат, кај што ги даваат, пола година затвор за ова што нема да го врати. Значи пола година затвор да лежи одма без пресудување, значи пресудата автоматски е у тоа клаузулата. Но секако за да можеш да го користиш, треба и да уплатиш, односно да се регистрираш. Значи 15 денари е по минута како што разбрав. 9 денари. Со ДДВ, значи вклучено 15 минути, да 15 денари кошта. Значи, у клаузула да стои по автоматизам не да го даваат на суд тој што подписал дека ќе го земе тротинечето, него одма нема тротинет, каде е тротинетот, ама знаеш ја. Ајде, врегој у пилка 6 месеци малку на... Благодарам многу за јавувањето и секако за одговорите кои што еве ги споделивте со гледачите. Во продолжение секако продолжуваме сувест. Би сакала да слушнам еве дали некој од вас веќе ги користеше овие електрични тротинети. И секако и на Твитер има еден куп твитови, нормално се дискутира на големо со оглед на тоа што е интересно дека граѓаните, па вклучувајќи ми мене, беа изненадени. На прв поглед се добиваше впечаток дека некој го заборавил, го оставил тротинетот со оглед на тоа што од пунктовите од кога ќе ги изнајмите тротинетите, до каде и да пристигнете на вашата сакана цел, можете тука секако да го оставите.
Ајде да слушнеме што ќе каже гледачот. Алфа и сите, други не. Добар ден. И само дугме притискам и се јават. Добар ден. Дали се слушаме, во црвена линија сте? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добро ден, Тинче, овде е Бабаровска, село Орман. Како сте, Бабаровска? Јас сум добра сине, ама немам телевизор, до мене ќе ми ја кажеш темата. Добро, еве да прашаме во село Росман дали користат мештаните тротинети електрични? Каде дали користат? Скопје ли? Во Скопје секако сега имаме можности да изнајмуваме електрични тротинети. Да? За да стигнеме до каде ни е неопходно побрзо. Но електричните тротинети, меѓу другото, несовесно се третираат, се користат, па потоа голем дел од нив се фрлати во ѓубре, се оштетуваат. А што треба да биде? Да не ги фрлат? А дали тротинетите треба да ги оштетуваме ако ни се дадени за да користење? Не, не треба да ги оштетуваме и ако ги оштетиме, треба да ги плаќаме. Добро, а еве, има ли во Скопје... Прашувај ме ти, ако ќе одговарам, ајде. Ајде така, на невидено што се вели. Па Бабаровска, еве во село Росман, младите возат ли тротинети? Не. Така, нема потреба, предпоставувам? Да, не возат. Добро. Ја не сум била многу шлегаво да видам, еве, например, ама слушам дека тамо нема толка, а у Скопје возат сите. А добро, Дури еве... и мој некој од Рунија возат. А еве, според вас, доколку се оштетат тротинетите од оние кои што ги користат, ги рентаат, еве, според вас, како треба да се постапува? Треба да се сачуват и да се вратат ако му ги дале поклон. А ако некој е несовесен? Ако некој несовесен, треба се казне. Добро, со големи парични награди или како? Тинче. Ве слушаме. Но истече времето, Бабаровска, благодарам. Еве што не гледате верден, гледачте дури и кога се разбира не сте во можности, немате пред вас телевизор, но секако желбата да се биде дел од црвена линија е поголема. Па еве ќе почнеме и со твитерџи, ќе почнам со Бургунди профилот кој што навистина на долго и на големо има образложено повеќе околу ова проблематика, користењето на тротинети и нивно изнајмување. За почеток има напишано како човек од областа со оглед на тоа што се бавам со истата тематика активно повеќе од 5 години, би сакал да истакнам неколку работи, појаснам некои дилеми и воедно поставам неколку прашања во врска со електричните тротинети во нашиот град. Под 1, има повеќе модели на функционирање на изнајмување на електрични тротинети. Едниот е со базни станици како нашиот, каде тротинетот после користење мора да се врати во соседната базна станица, и другиот начин на бин-бин со оставање на тротинетот на разни локации низ градот после. Потоа вели користење на истиот, екипа од компанијата на крајот од денот ги зима, ги полни или заменува батериите и ги поставува назад на соодветните локации. И едниот и другиот модел си имаат своји предности и мани, и подолу ќе разгледаме неколку од нив. Под А. Користењето на платежна картичка за наплата. Во моделот кој го користат бин-бин, секоја штета се наплатува од платежната картичка која сте ја внеле при регистрација. Она што е интересно, тука е наплатата при одредена штета. Овие тротинети во себе имаат сензори. Сензор за удар, висина, тежина и така натаму. Сите тие сензори мерат како тротинетот се користи. Доколку се увиди дека несоодветно се користел, за истиот се наплаќа штета. Она што се отвара тука како прашање е следното. Како овие информации се добиваат? Информациите од сензорите, дали наша некоја институција ги проверила, баждарела овие мерни инструменти за граѓаните, да бидат сигурни дека нема да им се наплати повеќе или нешто за џабе? Дали доколку има, може да ги погледнеме резултатите на оваа наша институција, да видиме како и што се мери.
Дали овие резултати се валидни на суд? Доколку настане проблем и ја оспорам трансакцијата и ги дадам на суд, како ќе се докажеме, врз основа на кои информации, мерења и така натаму. Видов дека многу од луѓето реагираат за кршење на тротинетите и за тоа сакам да кажам, ните се истакнуваме како нешто повеќе или помалку, ги кршиме од останатите градови низ светот. А ние докажавме дека и во Белград секако има таква проблематика, каде што тротинетите дури и се крадеа, па ете дури и со камерман беа регистрирани случаите кога надлежните доаѓаат до домовите за да ги соберат украдените тротинети. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас сум линија? Да, повелете. Да. Значи вака, браво на тој што му текне, што ги воведе ова, да камоли да има и во битол. Така да не е добро што се оштетват, да ви кажам и во битола да е, и јас би го оштетил што се вели, ама срам да му е на тие што го оштетват. И вие би го оштетиле, зошто би го оштетиле? Сакам да кажам дека не можам да се пофалам, да ги напаѓам тие што јас не би го оштетил. Значи, за тие што го прават тоа, значи треба една смртна казна. Значи, внимавајте на изборот на зборови. Како? Сепак внимавајте на изборот на зборови. Да, и извинете, ама јас мислам дека најстрога да се јас сум строга казна. Значи сега јас Така? пошто знаеш му такнало на некој, се сетил идеја, значи да воспостави врска, да може да се избегне метежот, се за полесно она. Еве кај нас ги гледав и вестите прескорно, со лифтовите имаат со онакво, ама значи можеш да стигнеш до некоја цел во градот, значи битола треба да има, значи треба да има многу строга казна. Друго, прашајте ме ако нешто сакате да Еве, според вас слушнавте и Еве Бургунди образложи околу тоа зашто ги загрижува околу оставањето на податоците, доколку настане штета, како може да се оправдаат нели штетите или пак нели да се ако се дадат на суд, да речеме, како оштетени граѓаните поради нели зголемена казна или поголема наплата, како и да е, се сомневаат дека нема доволно информации и дека граѓаните всушност не се целосно информирани околу тоа. Па сметате ли дека еве постои гаранција и за исправноста на тротинетите и за точноста на наплатата? Ало. Добар ден. Добар ден, Тина, убав топол ден, без дождови више да имаме убави денови. Јас подобро би рекла, може би се топли деновите, но секако не се суви, ако сме дождовни глисти, може би ќе ни биде доста стига више дождови за нас. Мисля, вака, ајде на темата да навлезам. Пред се, културата е потребна за такви работи кои што компанијата ги изнајмува. Меѓутоа, да му кажам и на собственикот на компанијата, имам големо искуство од приватниот сектор и јас сум работа со на рентакари и знам што значи. Изнајмување на тие тротинети, компанијата треба да ги, кога ги регистрира, треба да ги осигура. Со самото осигурање, ако се тие повредат, нема потреба он што го закупил во моментот за пола саат време на колку да го потреби, не може он да платиш сета, не. Кај нас се согласувам дека се дивјаци во Балканот и дека намерно ги кршиме, немаме култура, се е тоа исправно да го кажат газдите дека е така, треба да се имаат и камери, тие кај се движат, да ги пратат, кај одат, што прават со нив, има такви инструменти кои што може да ги постават. Али пред се да им потенцирам, треба да ги осигураат и осигурителната компанија треба да го плати тоа што е оштетено, а не оној кој што го зајмил денеска. Не е тоа правилно, затоа што ние автомобилите кога ги рентаме на времето како рентакар, ако не дај Боже, настанаше удес или било како, компанијата си осигурителната си ги плаќа сите оштети. Од искуство го пренесувам тоа. И пак ќе повторам, ние сме дивјаци во Балканот. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Сега ќе продолжам повторно со Бургунди. Интересно е тоа што
Навистина, како што и најавил на Твитер, целосно се посветил на оваа проблематика, па еве кои информации ги издвојува за Твитер заедницата, со тоа и за јавност. Оно вели што би сакал да апелираме неколку работи што се наведени во договорот, кој може да го најдете на следниот линк binbin.tech sozlesmer kroz Q, добро, да се возите двајца, казна 1390 македонски денари. Не ги паркирајте на места означени за лица со посебни потреби, дебилно е, и ке веćini 1240 македонски денари. Не ги ставајте во автобуси за јавен превоз, казната 1240 денари. Ако имате мака, пишете имейл support@1000.com.tr. Лично пробав да се јавам на телефон и одеше многу тешко, затоа што кол-центарот им е во Турција и малку се боревме да се разбереме. И многу битно, на крај на користењето, не заборавајте да го фотографирате, се мисли на тротинетот, за да не ве чарджа, односно да не ви наплати плюс. Мислам дека за 24 часа е 2170 денари, а доколку и после тоа не го откажете, може да се наплати за надминување на дозволено време за изнајмување полн износ 46.550 денари. Така што сликајте го на крај на возење. Па еве, според вас има ли во Скопје услови за ваков вид на сообраќај? Ја имаат ли граѓаните потребната совесност и култура да уживаат во еден ваков бенефит, односно да имаат можност на секој чекор низ градот да користат изнаемат тротинет за да стигнат што поскоро до својата посакувана цел? И дали има гаранција според вас за исправноста на тротинетите и точноста на наплатата? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, во црвена линија сте. Благодарам. Па вака, јас ќе кажам својата размислување. Прво да се разбереме, треба да го поздравиме тој господин што се одлучил да купи 500 месечини беше тротинети, да ги дава што се вика на користење за одредена сума. Значи, прво ние мора да сватиме дека во Скопје да излезеш од дома, да отидеш до на работа, да си со возило ти треба најмалку 40 минути до 1 сат. Значи да потрошиш време, гориво, нерви и така натака. Меѓутоа тротинетот е едно невидливо створење кое што може да те однеси до саканата дестинација, каде што ќе отидеш, ако со кола треба да одиш цел сат, оде ќе отидеш за нека 15, максимум 20 минути и се тоа се плаќа и ќе го платиш и така. Меѓутоа, овдека се работи за нешто друго. Совеста наша е многу на ниско ниво. Зашто да ги оштетуваме, зашто да ги фрламе во контейнери, да ги крадеме и слично. Тоа е општо добро, значи, и треба да се користи, значи, разумно и рационално. Еве, вие сте од Охрид, во Охрид. Ова се работи, прв е кој што сака ваква услуга да направи и тој ги нема доизградено сите тие моменти, значи, на земање, оставање на крајната дестинација, па дали некој има телефон да го слика, во Охрид дали нема... се користат многу електрични тротинети? Вамо кај во Охрид нема таква работа, меѓутоа. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. И дали се слушаме, јас ке подсетам 0230700005 за оние кои што прв пат се вклучуваат, а зборуваме за можноста на скопјани од неодамна да изнајмуваат тротинети и секако да функционираат со тротинетите до својата сакана цел, но она со што се соочуваме и никако е најверојатно и белек на овие балкански простори со оглед на тоа што еве ви презентиравме со што се соочија и во Белград кога на располагање овозможија електрични тротинети, приказната продолжува и во Скопје од неодамна, бидејќи со тротинетите корисниците се служат несовесно, неодговорно и секако тротинетите се оштетуваат што поскоро. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да. Прво убав ден. За тротинетите, тие возила треба кај нас да се забранат. И сега дека што кој ги измислил тие возила, ја не знам, тие тротинети,
Опасно е за животот на возачите, за пешаците и за сите. Ја гледам овде по Скопје возат деца од 4-5 години возат тротинети. Кај го има тоа? Ние не сме за тие работи. Кај нас, што знам, ние уште немаме цивилизација за такво нешто. Не само кај нас, и по Западот, и по Европа, исто така се вози, ама таму има граница. Таму не може 5 годишно дете да вози тротинет, електричен тротинет. Па секако кај нас законската клаузула вели дека на 14 години смета. Така, на 14 години. И зависи каков тротинет. Они имаат со брзини, некои возат до 20 км на сат, некои до 25. Кај нас нема врска какво е. Дали вози 50 или 100, дете од 5 години го вози низ град. Возачите не може да го види, излегува пред кова. Не сме ние за тоа. За тоа ние сме далеко од тоа. Ние, што знам. И ги оставаат, ги кршат. Кај нас све што е убаво, ние мора да го расипеме. Дали ни смета што е убаво, да го искршиме. Може кога е искршено е пубаво, ама зашто да го купува искршено, ја не знам тоа. Така. Така, благодарам многу Еве што го споделивте вашиот став со јавноста и со гледачите на Црвена линија. Еве уште една работа што е интересна во врска со тротинетите, повторно од Бургунди, како што напоменав, целосно твитовите се посветени на оваа проблематика и има напишано уште нешто. Носивост име до 100 килограми, па доколку сте на таа тежина, како например јас, внимавајте кога го користите. Може да ви се наплати за тоа казна ако настане некоја штета од тежината. И за крај апел, користете ги услугите внимателно и предпазливо и не заборавајте дека во Рента Бајк Скопје 1 час чини само 200 денари и 800 денари за цел ден за електричен тротинет и 100 денари час и 600 денари за ден за велосипед. Па, продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, Телма. Добар ден. Телма, околу темата нешто па ми јавите. Така, дали граѓаните според вас имаат потребната култура за користење на тротинети, особено можноста за изнаемување на тротинети, кои што се на располагање на сите? Граѓаните немат ништо. Граѓаните се сопрена. Сите прави се уништени на граѓаните. Само на оваа влада што е на власт. Да не се Ве молам, значи, овој пат зборуваме за совесноста на самите граѓани. Имаат на можност да користат електрични тротинети. Но најдуваме на примери и тоа за многу кусо време тротинети фрлени во ѓубре, оштетени и така натаму. Зошто е тоа така според вас? Ништо не функционира, Телма. Господи, оваа влада која ништо не функционира. Ништо, само нешто се грижат кобаји за граѓаните, ништо. Анархија владење. Дали некој во вашето семејство користи електричен тротинет? Не. Пратеници за исто да користат, не, само ова влада користи. Ова се е привилегирано, ова. Добре, јас ќе потсетам во продолжение, ве замолувам да се држиме до темата. Навистина би сакале да слушнеме од ваше лично искуство и ве може би сте долгогодишен и корисник на електричен тротинет. Како гледате на оваа иницијатива со оглед на тоа што сега веќе практично на секој чекор имаме можност да изнаемуваме електрични тротинети и што поскоро да стигнеме до својата посакувана цел. Но факт е дека, барем од праксата и искуството ова што гледаме веќе во првите денови од оваа можност, граѓаните покажуваат дека навистина комплетно несовесно се однесуваат некои од граѓаните, секако не сите, кон можноста да ги користат овие тротинети кои што се практично за целиот град. Зошто е тоа така и еве според вас дали тоа може и да се промени и како би можело да се промени? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Вака, би сакал да напоменам едно друго гледиште на целава тема. Беше убаво на сознанието кога ги прочитавте, дали беше од Инстаграм или од
од што беше, од која социјална мрежа. Од Инстаграм за случувањата во Белград кога има возможија на белграѓани да користат електрични тротинети. Не. Она што го прочитавте од Од Твитер? Од Твитер, да. Во денешното издание? Па не знам, она што го прочитавте во емисијата. Значи, начинот на наплата, начинот на обештетување доколку настане штета и сите тие работи кои што не можат да се докажат. Како и кое законодавно тело би ги следело тие неисправности? Еве, например, го изнајмите возилото, не ви го регистрирало дека сте завршиле со користење на истото и ви наплати вас, според мојата рачуница, околу 15.000 дневно. Што би очекувале тој граѓанин да направи кој што безправно сте му одзеле од сметката 15.000 дена? Но еве од прилогот на да колешката Симона видовме дека ќе бидат исплатени тие 13.000 динари кои што по грешка беа наплатени од страна на апликацијата. Добро, благодарам многу што се вклучивте, се разбира 90 секунди, тоа е време траењето, но во текот на ова издание можете повторно да го завртите нашиот број со нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Видете, како ги тркуваат овие тротинети, ако се тие, да речам, на две тркала, без седиште, така? Без седиште, да, во стоечка позиција е телото на возачот. Во стоечка позиција. Прво да кажам дека тоа возило е многу опасно за било кој, не за деца, и за децата ај малце може поспнесе, меѓутоа е многу опасно без седиште. И ги имам гледано како возат на улица. Тоа е мала, сосема мала грешка и готово е. Вервајте. Она нешто е, велосипедот е 50 пати е посигурен, да речам, од овие тротинети, како се нарекуваат. И гледам низ градот и мој апел е да не ги купуваат луѓето и да не возат и да не ги користат едноставно вака изнајмување или од таа гледна точка ви кажувам. Имам гледано и како имаат паѓано децата. Но интересно е дека еве иако законот наложува да се носи заштитна опрема, кацига, дури во нукните часови зелено илече кое што ќе означува дека сте на тротинетот, луѓето немаат навика да го прават. Не за овесето, меѓутоа падот е пад, рескирање, да ви кажам, имам гледано еве деца како возат и имаме пробано многу несигурни, нестабилни возила, едноставно не се завозвани тие. И така. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве една интересна информација во однос на електричните тротинети, веќе ако излегуваме подалек од балканските простори. Интересно е дека Париз веќе се има откажано од електричните тротинети за изнајмување, откако минатиот месец на референдум дури 90% од граѓаните гласале против користењето на превозното средство во метрополата. Референдумот се одржал по поплаките на жителите на Париз дека возачите на електрични тротинети возат неодговорно и не ги почитуваат сообраќајните правила. Француската метропола го воведе проектот во 2018 година со цел да го намали загадувањето на воздухот, а таков план секако има и градски паркинг со оглед на тоа што електричните тротинети, самиот збор кажува, не одат на гориво, туку на електрична струја. Така да, ете, тоа е бенефитот од користењето на вакво превозно средство. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до Телма и до тебе, Тина. Голем поздрав секако и до вас. Јас сакам да кажам дека граѓаните немаат никаква култура, не само за тротинетиве, туку општо и како пешаци, па и возачите, никој ништо не почитува. А посебно за тротинетите ќе кажам, кога се движиме ние пешаците на тротоар, еве на главната улица овдека во Кисела вода на 11 октомври или на Борис Трајковски, значи вие се движите, дали двајца одат или еден по еден, тротинетот не сега за овие што ги знајмува градот, туку овие што ги возат
Луѓево со си имаат своји собствени. Значи, така иде со голема брзина, ти случајно нити ќе го видиш, или ќе се мрднеш лево-десно, тој иде со брзина и веднаш ќе те лупне. По мене, тротинетите треба да се укинат. Гледам кога возам автомобил. Тие не почитуваат ништо. 3 ленти има за автомобилите, тие се буткаат меѓу автомобилите. Значи, треба да се забранат. А културата си е култура. Плюс тоа, треба да носи заштитна кацига. Воопшто не ми се сигурни. Еве, денеска, овде во Кисела вода имаше неколку тротинети, имаше матуранти, ги зема, ги вртеа, си играа со нив. Значи, на што личи тоа? По мене тротинетите треба да се укинат и мислам дека се многу опасни. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате и еве да слушнеме што ќе каже и новиот гледач или гледачка во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе подсетам на 023070005. Не заборавајте дека имаме активни 5 линии и меѓу другото намалете го тонот на телевизорот, секако да зборуваме директно преку слушалка, па така нема нели да има вклучување на музика, да се слушам јас во позадина, ехо или чувство дека не сте во емисијата. Добро, продолжуваме понатаму, се разбира. Еве, ќе ве очекувам, можете и да се пријавите со цел нели да знаеме дека сте вклучени во Црвена линија. Одеме понатаму со Твитерџи. Сега ќе преминеме со прашањето на Кичевчанецот, кој што има прашање на Твитер заедницата. Навистина беше изненадувачки кога се затекнува тротинетите по улиците на градот Скопје, па напишал што е работава со тротинетите. Цветин Челиманов одговорил, изгледа некој социолошки експеримент да видат колку брзи и инвентивни ќе бидат Скопјани со нивно уништување. И Игор Савич напишал, немој да се кладиш дека не се случило, гледајќи кој ги вози, е последниот коментар од Цветин. Па еве ние прашуваме дали во Скопје има услови за ваков вид на сообраќај и култура секако. Добар ден. Одеме со реклами. По рекламите и по дискусијата со вас, време е да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте помеѓу нив, секако придружете се на ова големо семејство и учествувате веќе во наредната анкета. На денешното прашање кое што го поставивме секако и до гледачите на Црвена линија, има ли во Скопје услови за овој вид сообраќај, мислејќи се на услугата изнаемување електрични тротинети, со да одговорија 14%. Ама со не одговорија 86%. Што се однесува вака на самиот крај од Црвена линија, и пред да преминам да ве подготвам да бидете дел од Заврти на Телма, еве можеме и преку кусо видео да ви демонстрираме како звуково изгледа нели користењето, односно како ви зборува електричниот тротинет. Еве, можете да видите. Ајде да пробаме уште еднаш. Ете така, како и да е, јас сега звуково ќе ве подготвам да освоите убава награда во Заврти на Телма. Еве и ќе ве загреам уште од овде во Црвена линија и сите вие кои што редовно се јавувате во Црвена линија. Очекувам вашиот добро познат глас да го слушнаме во Заврти на Телма. А денес, онака вторнички, драги мои, не доделуваме електричен тротинет, но доделуваме едно прекрасно пролетно летно превозно средство, а тоа е велосипед. Како и да е, некој од вас секако верувам дека ќе го освои, а време и да запишете кои прашања ќе ви се случат секако во Заврти на Телма. Како се вика науката што го проучува потеклото на зборовите? Потоа имаме прашање, која е поубавата половина на Ѓорги Желчевски? Иницијали КС. Прашање трето.
под кое име се водеше воена операција во Ирак 2003 година, дали тоа Слобода за Ирак или Слобода за Кувајт. Потоа уште едно четврто прашање, кој месец е познат под името Косар или Црешар. И уште едно, дури 5 прашања ви подкажувам, а тоа е од кое село на Мигуел Сервантес се ликовите Санчо Панса и Дон Кихот. Ке се испрашаме во завртина Телма, но како добро ви оди, знам дека ќе бидете по емисијата со куп награди.